Катаклизмичната, штапски протежирана кампања, чија единствена цел е да не експлодира вистината за криминалот, најужасно се злоупотребува со промоција на лаги за предавство и со активно поттикнување братоубиство на кое наседнуваат оние лековерни, кои сметаат дека без само прогласениот месија никому не му се пишува добро, па посегнуваат по зборови со кои го потпалуваат барутот кој самите го бараат, ама не за да ја заштитат татковината, туку за жал оние кои 10 години со нивна сесредна помош се креираа себе си како нејзини единствени чувари. Значи, јас никаде не повикувам невојка. Во тој мој Facebook статус нема такво нешто. Парафинската ракавица нема да им биде ставена на подгревачите на лудилото кои не успеваат да скротат својата потреба од неприкосновена моќ, туку како свој залог ќе ги искористат токму оние кои можеби и несвесно станале оружје од кое се пука. Тогаш, само со солзи од очите, ќе се бришат трагите од барутните честици на јазикот. Сега, откако дојде Facebook, работите стана од една страна полесни, но од друга страна секој може се да каже и за жал се измеша работите. Во овој микс во кој може да се чуе се нешто без притоа да се почувствува тронка одговорност за кажаното. Реч држат и политичките полутани кои лавираат на сцената благодарејќи на својата употребна вредност како коалициска бројка. Тие молкуми со подсмев се однесуваат кон директните посочувања дека се импресионирани од режими кои му го нанесле најголемото зло на човештвото. Па вие како правите го сега, јас можам да ве наречам директен наследник на Хитлер. Тој е од десницата, така? Па видете, тој е... Која е ова тоталитарна свест во вашата глава? Не. Или сте почитуваш на Хитлер? Па може би и сум. Не, ова мене е толку јавно некој да каже дека е почитуваш на Хитлер, јас не знам. Мислам, ова е страшно. Сега ви објасни, важно? Да. Тука е завршено Хитлер. Сепак, за среќа, моделите на управување на кои се инсистира да се прилагодиме се веројатно далеку од овој, затоа што нашето раководство со своето поведение јасно покажува на кого треба да се угледаме. Само да потсетам банална работа, дека нашиот председател и нашиот премиер 3 години поред одат на годишен одмор во Турција. И на крајот, за да не се мешаат работите, државниот функционер кој граѓаните го плаќаат да ги штити од дискриминација, во својата дежурна улога на партиски апологет, обелоденува дека сценариото со војни, крв, распади, поделби и предавства се сведува на само едно лесно решение. Јас мислам дека во СДСМ мора подитно да го сменат раководството. Итно мора да се смени, ама менталната матрица, оти баш таа, преку парадоксални квази-патриотски патрони на Македонија, се користи само за камуфлажа на нејзините умислени спасители.